55.000 единици собирате скоро, односно не скоро, току секоја година. Дали ова ги задоволува потребите и дали е доволна и кои бенефити ги имаат дарителите на крв? Како што веќе напоменав, ние си ги задоволуваме, како што е кажано во светов, има self-sufficiency на потребите од крв за јавното и приватното здравство. Немаме недостаток на крв, во последниве години навистина нема потреба од никакви апели. Успеваме да ги задоволиме сите побарувања за крв и крвни компоненти во сите установи. Трансфузиона медицина постојано работи на подобрување на условите за дарување на крв и се она што е потребно околу трансфузиологијата, па кои се новитетите кои ги имате во последно време? Во последниве неколку години имаме многу новитети. Прво почнавме со опремување на Институтот за трансфузиона медицина и регионалните центри, трите регионални центри, Штип, Тетово и Битола, кои што се практично центри во кои што се прибира, преработува, тестира и дистрибуира крвта за целата република. Тие се сега, сите 4 установи се потполно исто опремени со еднаква опрема, со што се унифицира испитувањето на крвта и незиниот квалитет, така да може да се пофалиме дека ги имаме методологијата и квалитетот на крвта се еднакви како оние во Европа. Во меѓувреме започнавме прв пат во нашата установа, набавивме специјален апарат Бакталер за бактериолошка контрола и за подобрувањето на крвта која што се зима од дарителите. Имаме нова опрема која што ја добивме пред некои 6 месеци од германската влада. Во исто време работиме и на подобрувањето во смисол на софтверските решенија, односно податоците кои што се потребни да ги има секоја установа за дарителите и пациентите кои што ја примаат крвта. Така започнавме и веќе работиме со Делфин системот за дарители и дистрибуција на крвта, кој што моментално е само во Скопје, меѓутоа ќе биде национален систем во целата република, односно во секоја станица за трансфузија ги има 21, ќе се знае точно за тоа кој дарувал, кога дарувал, како е преработена крвта, на кого е дадена и сето тоа така натаму. Работиме на квалитетот на крвта, воведовме quality management систем, кој што интензивно работи во подобрувањето на квалитетот на крвта според сите европски регулативи и благодарение на сите вработени во институтот во почетокот на оваа година добивме изо стандардизација.